Учениците и вработените во Општинското основно училиште Блаже Коневски од денеска наставата ќе ја изведуваат во значително потопли простории. Градоначалникот Чадиев и директорот на училиштето Николовски денеска го пуштија во употреба новиот парен котел. Средствата за набавка на истиот во висина од околу 2 милиони денари се издвоени од буџетот на општина Велес. Овој котел е за разлика од понова технологија, тоа значи дека во неговиот резервоар има повеќе од околу 2.500 литри вода, што значи дека време траењето на ледењето, односно на греењето, ќе биде продолжено во однос на постариот котел, затоа што стариот котел имаше околу 1500 литри вода. Во самиот котел се вградени повеќе од 180 цевки кои што ја спроведуваат енергијата, додека во старите котли многу помалку цевки имаше во тој сегмент и секоја интервенција е многу поддостапна кога би имало потреба да се интервенира, за разлика од претходните котли, затоа што претходните требало при секоја интервенција да се сеча, додека овдека има пристап возможен директно до местото кај што треба да се одвои каде што е дефектот. Училиштето го задржа едниот од двата котли кои досега ги користеше, бидејќи тој се уште е во добра состојба. Постапката за поставување на новиот парен котел започна пред 2,5 месеци и сите активности се одвивале според предвидената динамика. Директорот на училиштето очекува со активностите што следат во училиштето значително да се влијае на енергетската ефикасност. Проблемот со стариот котел се јави минатата година негде во март месец. Тоа беше при крај на грејната сезона, така што имаше доволно време во координација со градоначалникот да се организираме за да ја поправиме оваа ситуација. Среќни сме што денеска го добивме новиот котел и што условите за работа во училиштето се во многу подобрени и се надевам дека, како што кажа градоначалникот, и со другите интервенции кои што ќе се извршат во училиштето, во многу ќе се подобри енергетската ефикасност на училиштето, а со тоа и условите за работа на учениците во нашето училиште. Претходниот котел стар 33 години ќе се продава како старо железо, а училиштето парите од продажбата ќе ги намени за сопствени потреби. Годинава земјоделците ќе имаат можност да си го купат земјиштето кое го закупиле од државата. Во годинешната програма на владата на Република Македонија е предвидено и продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост, кое за регионот на Велес изнесува околу 1000 хектари. Воедно за оваа година ажурирани се и околу 1500 хектари државно земјиште, кое ќе биде објавено на јавен оглас за давање под закуп. Заклучно со декември 2013 година на регионот на Велес барање за легализација на трактори и приклучна механизација поднеле над 900 земјоделци. Во подрачната единица Велес досега има евидентирано околу 5000 земјоделци кои аплицираат за субвенции по разни мерки од програмата за финансиска поддршка во земјоделството, која за 2014 година ќе биде 140 милиони евра, од кои 500 регистрирани во фондот за пензиско и инвалидско осигурување како индивидуални земјоделци и си го плаќаат пензиското и инвалидското осигурување. Житните насади се најзастапени во околината на Велес и Велешко. Покрај оваа култура, земјоделците садат и лоза, тутун и овоштарници. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Велес известуваат дека пред 2 месеци објавиле оглас за легализација на повеќе годишни насади. Исто така пред 2 месеца беше објавен и оглас за легализација на повеќегодишни насади, лози и овоштарници, на кој оглас за легализација се пријавија околу 400 апликанти од Велес, Градско и Чашка. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство досега во регионот на Велес има доделено околу 10.000 хектари под закуп обработливо земјоделско земјиште во државна собственост и има склучено околу 500 договори со индивидуални земјоделци. При купувањето на државно земјоделско земјиште предност ќе имаат оние земјоделци кои веќе имаат закупено земјиште. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство известуваа дека рокот за поднесување на барањата за користење на субвенција од програмата за финансиска поддршка во земјоделието за 2014 година започнува на 16 март, а ќе заврши на 31 мај оваа година. СДСМ е против секој проект кој го реализира општина Велес, реагира денеска градоначалникот Чадиев. Тој го окарактеризира попречувањето на реконструкцијата на дворот на основното училиште Васе Главинов од опозицијата како политичко лицемерие. На ова место, во времето, додека директор на училиштето беше господинот Прличков, беа исечени 30 на дрвја, борчиња, а ниту едно насадено. Зошто тогаш СДСМ не реагираше за опустошувањето на школскиот двор?
очигледно за СДСМ, ова што го гледате било многу поубаво од дрвјата кои со години беа дел од овој простор. Затоа, нивните денешни говори за заштита на зеленилото и за заштита на дрвата се само ефтина политичка пропаганда. Чедиев ги демантира и обвинувањата дека дворот на училиштето ќе се користи за комерцијални цели. Кога зборуваа за можни комерцијални цели за некакво фајдување, СДСМ не треба да заборави дека во време кога тие беа на власт во општина Велес, токму во овој школски двор, во 2 наврата беше сместен комерцијален објект на нивни истакнат член. Веројатно, иселувањето на тој времен објект ги направи нервозни и ги испровоцира да го саботираат и овој проект. Затоа треба да дадат одговор самите тие. Градоначалникот вели дека со оваа реконструкција училиштето нема да го изгуби дворниот простор, кој е најголем од сите училишта во градот. Тој очекува паркот да ги задоволува потребите како на учениците, така и неостанатите граѓани. Повеќе од 14.000 метри квадратни се на располагање на учениците на училиштето на Васил Лавинов. А зеленилото од предниот дел на дворот само ќе придонесе за подобрување на еколошки навики на учениците, за правилно чување и одржување на зеленилото. За ваша информација, досега за одржување на зеленилото беше одговорно училиштето, а сите знаеме колку е скапо да се одржува толку голема зелена површина. Откога ќе се тргне од градата како паркова површина, уредувањето и одржувањето го презема општината. Во идење заедно со училиштето ќе направиме напори за дополнително уредување и на останатиот простор, односно на останатите 14.000 квадратни метри. Чедиев вели дека реконструкцијата офатила сечење на 30 дрва, а на нивното место се планира да се засадат 80 нови. Според планот, просторот ќе биде оплеменет и со 40 до 60 грмушкасти растенија. Спортските клубови за да го користат помошното спортско игралиште ќе треба да издвојат одредена сума на средства. Ова е одлука која Советот на општина Велес ја донесе на последно одржаната седница, а на која жестоко се спротивстави советничката група предводена од СДСМ. Велат дека цените се превисоки за клубовите кои едва ја обстојуваат. За 90 минути 1200 денари со користење на топла вода, а со користење на рефлектори 2700 денари. Надпревари во општинската фудбалска лига за 120 минути ќе се наплаќаат по 1500 денари, а со користење на рефлектори 3000 денари. Во трета лига цената е поголема. 2500 денари со користење на рефлектори 4000 денари, за втора лига 3500 денари со 5000 денари, за надпревари на клубови од други општини 4000 денари со 5500 денари, а за организирање на турнири и спортски манифестации за клубови и други заинтересирани субјекти за 60 минути ќе треба да се платат 1500 денари, а со користење на рефлектори 3000 денари. Помошното фудбалско игралиште е изградено со пари на граѓаните, велат од СДСМ, а сега од нив се бара да платат за користење на истото. Од партијата сметаат дека со новите цени јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти има намера да ги покрие континуираните загуби во работењето кога е во прашање игралиштето. Зошто власта не им најави на граѓаните уште при пуштањето во употреба на ова игралиште дека за користење на истото ќе треба да платат, прашуваат советниците од СДСМ. Дали и на која страна од изборната програма на градоначалникот Чадиев и советничката група на ВМРО ДПМН стои дека кога ќе дојдат на власт ќе воведат плаќање за користење на помошното фудбалско игралиште. Според општите прилики на зголемување на сиромаштија, како во општината, така и во државата, воведувањето на овој ценовник ќе значи спортските клубови дополнително да бидат оптоварени со финансиски проблеми. Опозицијата смета дека ако не целосно, цените може да се намалат барем половично, со цел да им се излезе во пресрет на спортските клубови. Министерството за култура и оваа година на Велес му нуди широка културна програма. Во оваа програма со проекти се вклучени речиси сите институции кои се занимаваат со развивање на културата во градот. Министерството за култура ќе финансира 2 примери во Велешкиот театар, приказни од 6-тиот кат, по раскази од Драги Михаловски, во режија на Дејан Дамјановски и Тартиф од Молиер, во режија на Никола Ристов. Покрај овие 2 представи во театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот
Ќе се одиграат и премиери кои нема да бидат финансирани од Министерството за култура, кои ќе бидат собствена продукција на театарот. Годинава средства ќе добие фестивалот на античка драма Стоби, како и финансиски средства за санација на кровот од втората фаза на спомен костурницата. Рациновите средби културно-уметничкото друштво Керамичар исто така ќе добијат средства од Министерството за култура. Во проектите на Министерството за култура е вклучен и конзерваторскиот центар од Скопје, кој ќе продолжи со увид на состојбата на заштитените културни добра од црквите во регионот на Велес. Покрај ова, со програма за работата во 2014 година, предвидено е изработка на конзерваторски проект за реставрација на фасади и комплексот 5 куќи. За годинава во програмата е предвидено и откупување на куќа со стара велешка архитектура, веднаш до спомен куќата на Васил Лавинов, а ќе се финансира и двојното стрип издание Креатор и стрип фестивалот. 33 годишниот Ангелко Здравев ја имаше среќата да го фати Светиот крст во водите на реката Вардар на вчерашниот верски празник Богојавление Водици. Среќа и береги се желбите за годинева на младиот велешанец, кој во вториот обид го фати крстот под малото мовче. Стално сум сакал да рипам по крстот и последниве 2 години се одлучив. И втората година го фатив крстот. Сам ли имаше? Да, со Маријан Кучиева, заедно двајцата. И имавме среќа годинава и го фанавме крстот. Желби, поздравие, среќа да дава на сите што ги познаваме, што не ги знаеме. Берикендна да биде и оваа 2014 година. На Здравев му посака и градоначалникот Чадиев, како и редица на бизнисмени и граѓани кои го даруваа несреќниот велешанец. Митрополитот Повардарски господин Агатангел пак ќе потенцираше големината на празникот и осветувањето на водите широм земјава. Би сакал во моје име, во името на градоначалникот, да ви го честитам празникот, да ви посакам добро здравје, среќа, добрини, убавини, мир и спокојство во вашите души, мир и спокојство во вашите срца, мир и спокојство во вашите домови, драги мои. Имајте почит, почитувајте се со комшиите, со роднините, со пријателите. За тоа се овие празници, ако сте се нешто замериле, појдете, подајте рака. Покрај подароците од општината, јавните предпријатија и бизнис заедницата по Вардарската епархија, Здраве го даруваше со златен крст и Библија. Ангелко беше најстрегиен помеѓу 90-тината момци кои беа пријавени во Вардарската епархија. Во идните 40 дена, тој со крстот ќе ги посетува домовите на велешани, а тие ќе го даруваат.